би бил изненадан ако отиде повеќе од едно ниво на 10 после тој офицер. референдум утредента, после неговото првата работа што ја направи после неговата инаугурација, повторен реизбор, беше признавањето на Македонија под нејзиното уставо. И предпоставката овде е дека нели можеби како изговор дека референдумот беше тоа, меѓутоа ми се чини дека причините се далеко посложни од тоа. И знаеш, во теорија на меѓународна дипломатија прво и пред се анализираат потези од аспект на сопствениот интерес. Така, зошто одредена земја би направила потек со која ги би интересирала, например, во овој случај грците, и треба да се праши кој е сопствениот интерес во овој случај на Америка да го направи тој потек. И мислам дека доколку се направи една таква анализа, пореално може да дојдеме до причините зошто тој потек се направи. И мислам дека причините се многу потемелни и лежат некаде во Стара Европа и Нова Европа. Секогаш треба да се чита меѓу редови. Никогаш работите не се едноставни и непосредни. Мора луѓето ако сакаат да ја дознаат вистината и да читаат меѓу редови. Дека не сте нешто заљубени на све што ќе направат американците, кое вие слепо го следите и го пропагирате, е жив доказ дека вие влеговте во директен конфликт со американскиот амбасадор во Македонија, господинот Батлер. Вие јавно го прозвавте за една негова акција и тука имаше многу големи сега нема да речам последици, ама ќе речам имаше доста во јавноста излезе и се појави тоа. Мислам дека тоа беше кампањата за различност, за ова зона и така натаму. Добре, тоа е класичен пример за тоа да разликуваме меѓу политика на Буш, политика на неговата администрација, политика на Стейт департментот и политиката на амбасадата предводена од амбасадорот. Така, тоа не значи дека секогаш е во кохезија. Така. Апсолутно не мора да значи дека е во кохезија. Значи не мора да значи дека е тоа некаков тројански коен пуштен овдека специјално од Буш пратен тоа. Значи во моментот кога амбасадорот, неле, Батлер во тој момент даде финансиска поддршка за таа кампања за соочување со различностите, така сексуалните различности, нели да речеме на хомосексуалци и такви други сексуални малцинства. Во истиот момент кога такви кампањи се ширеа низ Македонија, председателот Буш лично беше во жестока дебата во Америка, во кој сакаше да воведе амандман во американскиот устав, со кој би се дефинирало брак исклучиво како заедница меѓу маж и жена. Нешто што не е за мене далеко од паметот. Па апсолутно нели. Тие што имаме христијански морални вредности, патам речено, мислам дека и исламот ги шери ги дели истите вредности, така што тоа не е спорно, дека фамилијата е столбот на едно општество. Факт е дека живееме во христијанска цивилизација. Сега, значи ако во истиот момент кога Буш се залага за такви морални вредности, а неговиот амбасадор овде промовира нешто спротивно, значи не може тоа да е било во кохезија со политиката, значи со званечната политика на администрацијата. Но интересно, и на мене ми е многу жал што бев единствениот да застана во тој момент. Од новинарите, тоа беше слепа послушност. Батлер кога владееше овдека во неговата Мислам дека ниту од дваата, за жал, ниту од опозицијата. Освен новинарите од Фокус, никој немаше храброст да беше, апсолутно само Фокус. И знаете, се случија некои перверзни инстанции, знаете, еве еден пример ќе ви дадам, знам дека некои од овие имиња можеби не се познати овде, меѓутоа се значајни фактори во републиканската партија. Апсолутно. Господинот Гровер Норквист, кој е еден од највлијателните крила во републиканската партија, кои се залагат за либерална даночна основица, излегува со соопштение така неговата организација, која е една од највлијателните организации во Америка, со кој соопштение до медиумите во Америка, со кој амбасадорот овде се прогласува како непријател на американските даночни обврзници поради ненаменско трошење на американските буџетски средства, така? И не се најде ни еден медиум овде да го објави тоа. Ни еден. И сега испадна на крајот дека требаше Фокус се лично да води цела работа, што веќе не зборот е тоа, како еден пример. Значи, стратешко пријателство со една земја, каква е Америка, не значи безлично полтронство. Уште еднаш мора да ние имаме некој ген на понизност спрема некои доминантни земји
И мислам дека тука и понекогаш се губиме. А мислам дека ни е контрапродуктивно таквиот однос. Ние мора да препознаваме што е званична политика на администрацијата, а што се одредени индивидуални потези на други поединци. Знаете, тоа е сега кога ќе кажем Америка е една гигантска машинерија, така тоа е, значи нормално во било која комплексна организација поединци можат да отидат надвор од линијата на организацијата. И сега тоа се случи, и тоа никој не го преживе нешто. Поверете. Сметате ли дека 2001 година да не беше господинот Батлер, дека конфликтот, ситуацијата, конфликтот... Не, мислам дека прашањето погрешно ви е поставено. Батлер не беше овде во 2001 година. Добре. Така што не Седно, сметам дека ако беше поинаку поставен, друг амбасадор? Не. Или сепак... Прашањето е тука повеќе можеби наменето на улогата што господинот Парџу ја изигра, да речем, во тој контекст, нели? Дали ќе беше поинаку доколку друга личност освен Парџу беше дојден овде, неговата улога во тој контекст. Мито едно е сигурно, доколку се случи доколку 11 септември беше случено, претходно, апсолутно исходот ќе беше многу поинаков во Македонија отколку тоа што испадна. Тоа е сигурно и го гледам тоа секојдневно од аспект на какви дебати сега се случуваат во Америка од аспект на исламскиот екстремизам. Тоа е процес кој ми се чини, значи тоа е некој се случуваат некои судери на цивилизации на глобално ниво, и тоа е се повеќе и повеќе присутно во американските медиуми. Овој последниот настан што беше нели со карикатурите, да, а гледам каква реакција добива на одредени медиуми во Америка кои се гласноговорници на еден начин на Републиканската партија или се близу до Републиканската партија, апсолутно најстрого се осудува тоа и таквите активности. Така што уште еднаш како се осудува? Се осудуваат тие што протестираат, апсолутно, што против протестирањето. Апсолутно, дека е спротивно на сите вредности кои Запад ги држи како свет. И така слобода на говорот, слобода на изразување на мислото. Значи тоа е старата изрека, можеби не се има една изрека општо многу позната во американскиот демократски свет, вика: не се согласувам со тоа што го кажуваш, но ќе се борам до смрт за твоето право да го кажеш. Апсолутно. Така, сега. И тоа е тоа. Значи, да го одговорам вашето оригинално прашање, наша штета, голема штета беше што се иако не сте повикан, да. Сепак ве повикав како економски стручњак, овие се прашања ми се наметна, не е во рети од моја страна, нели, но ми се наметна низ разговоров. Па велам, можевте и слободно да кажете, не би сакал да одговарам на тоа прашање, бара анализа можеби од некои други луѓе малку по-сложена. Сепак ве поканив овдека заради економија да збори, па ми се наметна и мене темата. Океј, јас сум и познат тоа по импровизирање и ќе сгрешам и го сгрешив Батлер и така натаму. Премногу шизофрена година ми беше таа 2001 и многу работи ми се случија, така да многу ми се измешани тие лончиња, додека не се беше тешка за сите, мислам, не тешка година за Македонија. Вие во владата на ВМРО 98-2002 бевте на неколку функции, а една од функциите кои ги обавувавте во тоа време бевте директор на Телекомот и бевте еден од оние кои го следеат севкупниот процес на приватизацијата на Телекомот. Еве, гледаме денеска, нели, во предвечеријата на продажбата на електростопанство на Македонија, за, против, народот дебатира, се плаши и така натаму. Најчесто оние што се на страната на власта и така натаму, ја вадат приватизацијата на Окта и Телеком. Господин Георгиевски беше тука и баш ги анализиравме работите, он ги анализираше работите, колку ние како земја имаме последица и граѓаните од тоа што Окта е приватизирана, што се доби и така натаму. Заклучивме дека оваа земја и овој народ ништо не изгубил со приватизацијата на... Тоа беше еден општ заклучок кој го донесовме овдека. Нормално не се согласија сите гледачи, но генерално беше така. Со Телекомот, можеби не ќе беше толку проблем целава приказна, да цените не отидеа толку многу. Луѓето денеска имаат поголеми сметки за телефон, одошто за струја, што беше незамисливо со децении наназад.
Господине Дончев, што се случуваше? Мораше ли Телеком да се приватизира? Што се случи со таа приватизација? Вие бевте и на А1. Ве гледав кога се разговараше. Гости и соговорници ви беа толку неспособни, луѓе кои треба да ви се спротистават, а членови на бордот, да тоа беше трагикомично. Па се изгуби. Ја би сакал сега една подлабока анализа на тој периодот во врска со тој Телеком кој ни носи и ден денеска толку многу контроверзи. Добро, значи не бегам да зборувам за оваа тема, јас го предводив процесот на приватизација. Лично го ценам како еден од моите најзначајни работи што сум ги направил во животот, плюс тоа што го направив за Република Македонија, бидејќи останува фактот дека од продажбата на Телеком, Добро. 51% на Телеком, буџетот, тоест Република Македонија, доби 350 милиона евра. Тоа е далеку најголема странска инвестиција што воопшто е влегла во Република Македонија спрема сегашните процеки кои се вртат за електростопанство, иако станува збор само за дел од електростопанство, меѓутоа по се изгледа дека ова ќе стане историски најголемата странска инвестиција за сите времиња и парите отидоа во буџетот. Значи, од една страна, државата се зајакна за 350 милиона долари. Значи, кога го гледаме така, значи кога гледаме сега последиците дали се биле позитивни или негативни, мора да ги гледаме и двете страни од контото, така? Добро. На една страна од контото имаме факт дека Македонија доби 350 милиона евра. Што до сега што е факт, мислам дека и Георгиевски го кажа дека севкупната приватизација на Македонија до тогаш во обим не била колку самата продажба на Телеком. Да не зборуваме за приватизација, зборуваме за странски инвестиции. Еве, али ако зборуваме приватизацијата, Македонија доби смешни пари, ако зборуваме за тие што беа направени по менаџерски откуп, нели локалните. А споредено со странски инвестиции, ова сума беше двојно повеќе на све друго до крајот на 2000 година, на све друго, а равно на сите други странски инвестиции што Македонија ги има добиено од 2001 година до сега. Све друго освен Телеком е равно на 350 милиона евра. Тука некаде е плюс минус, нека биде 5-10%. Значи, тоа е една страна од контото, што така, ако веќе почнуваме да зборуваме за другите приватизации, па видите, јас сум прв пат ми се чини по оваа методологија што сега ќе образложам, извел во еден напис во Капитал уште 2003 година, кој на еден начин иста тема ја обработи во Фокус минатата година, дека само спрема сегашната профитабилност на Фершпет, Тутински комбинат Скопје, Пивара, Алкалоид, вредноста на овие предпријатија изнесува некаде околу 380 милиона евра спрема сегашната профитабилност. Ако земаме така фактор цена за работувачка, тоа е најприфатлива методологија во светот. Сега како на едноставен начин да објаснам. Значи, Јанко, ако имате, не знам, $1000 така и ги ставите во банка за камата, така моменталната каматна стапка може да биде 5%, така? Значи вие добивате 20 фактор 20-тина од тоа што добивате како приход, така? Така. Сега. Значи тоа може да се каже дека цената спрема тоа што инвестирате, враќате назад 5%, така? Тоа ви е сега на ист начин. Ако профитот на една, не знам, кој да земам пример, една цементара, посебно Усие, која е најтрагичната приватизација за сите времиња. Усие, денеска има профит од 20 милиона, така? Значи, да не го множиме пута фактор 20, туку да множиме пута фактор 10, значи, у старт вреди 200 милиона евра. Значи, ако вложиш 200 милиона евра во 100% од капиталот, може да очекуваш 10% поврат на својата инвестиција, така? Затоа ја споредив со вложување во банка. Значи, Усие мора да вреди денеска 200 милиона евра. Дали не, јасно ми е. Во тој контекст. Страф ми е да ве прашам колку тогаш би вредел